Цути црниот пазар на лекови во Македонија. Во аптеките на големо се продаваат илјадници препарати кои се рекламираат како лекови. Најчесто, рекламите се со наслови 100% сигурни, клинички докажани, ефикасни препарати. А пред државата се декларираат како додатоци во исхрана. Многу од овие производи за здравје не се регистрирани никаде. Докторите алармираат дека за оваа преплавеност од лекови нема никакви контроли, а најлошото е што граѓаните не знаат вистински што конзумираат. Апелирам и крајно време е да се регулира пазарот на така наречени ОТЦ препарати, лекови без рецепт и илјадници препарати кои се продаваат и рекламираат како лекови, а пред државата се декларираат како додатоци во исхрана, за да се избегне регулативата која за лекови е строга. Не може секој, најчесто човек фирма, што ќе му текне да произведува, увезува и да се богати на грб на здравствени проблеми на народот, без никаква одговорност и минимални давачки, пишува доктор Ненад Лазаров. Од Малмет уверуваат дека нема никакви нерегуларности и дека ситуацијата со пазарот на лекови секојдневно ја проверуваат на терен. Малмет во рамките на својот сектор за инспекцијски надзор секој ден е на терен. Се проверуваат аптеки, веледрогерии, увозници, така да до сега немаме стекнато случај кај што имаме увезувани, нерегистрирани лекови или лекови кои што се дојдени на начин кој што не е законски. Минатиот месец докторот Босна и Херцеговина обвини дека македонски бизнисмен со лажни реклами продава лекови. Доктор Бранислав Михајловиќ објави дека фирмата Лид Шоп во Босна, на чие чело стои Владко Василев од Македонија, учествувала во криминална шема за продажба на препарати на нечесен начин, со лажни реклами, меѓу кои таа во која е изфабрикувано интервју со докторот Михајловиќ. Приморан сам да детаљно опишем начин превари. Принуден сум детално да го опишам начинот на кој работат фирми кои се богатат на болката и маката на граѓаните во Босна. Македонецот Владко Василев отворил фирма во Сараево, регистрирал препарат како додаток на исхраната, ангажирани се странски фирми за маркетинг за да не дојдат на удар на инспекциите и на органите на прогонот. Меѓународна организирана група краде идентитети на доктори, им ги краде фотографиите, потписот и титулата им лажираат интервју. Со еден збор го крадат идентитетот на лекарот. Василев има фирма и во Македонија која што го дистрибуира истиот производ и на македонско тло, заедно со други препарати.